Немам зборови за доживувањето. Долга средба имав со папата. Тоа многу значело. Се усогласивме најпрво околу актуелните проблеми, околу поддршката на Ватикан на патот кон Европската Унија, поддршката на Ватикан на Западен Балкан. 30 години потоа, по соработката, рековме дека успесите се очигледни. Потврдивме дека посетата во 2019 година беше неверојатно инспиративна, не само за малото стадо на кое папата му порача да не се плаши, нели, туку за сите религии, дека пример сме за религиозен диалог, дека ќе продолжи, дека Ватикан верува во нашата сила. Исто така се разбира, јас изразив разбирање за склучување на конкордат со Ватикан. Зошто? Затоа што системски треба да се пристапи кон решавањето на прашањата врзани особено за статусот на католичката црква и христијаните од католичката религија кај нас. Се разбира, низа од прашањата не може да ги решам јас, не сум надлежна, меѓутоа мислам дека во соработка со владата многу лесно можат да се надминат. Изрази спремност за соработка во многу области. Се разбира, јас изразив желба да се отвори нунцијат кај нас, бидејќи така ќе може навистина директна да биде соработката. Ние веќе имаме соработка во многу области во сферата на високото образование, библиотекарството, понатамо конзервирањето и така натамо. Изразена е спремност да продолжи таа соработка. Има некои проблеми врзани за национализацијата на земјиштето или за отварање на црква во Чаир. Всушност тамо има локација, меѓутоа заради урбанистичкиот план промената не може да се реализира тоа, но мислам дека нема никаков проблем. Се разбира дека би можеле, реков, она што ќе биде дел од конкордатот, потоа и во закон да го преточиме за да утврдиме цврсти гаранции. И тие и јас ќе учествуваме на конференцијата во Швајцарија за Украина, тие како наблюдувач. Се разбира дека рано е да зборувам за решенијата, но решението е, се разбира, поддршка на Украина и потрага по мировни решенија. Искрено, ако во животот ме прашате за тежината на некој диалог, овој ќе го изберам како еден од најмокините. Најмокините. Се работи за папа кој не случајно одбрал да биде заштитник на сиромашните, како Френсис. Се работи за личност која има големо разбирање за жените, ме охрабрува, смета дека има што да покажеме, дека сме спремни да придонесеме. Се разбира, жените секогаш кога било најтешко биле на вистинското место, и кога е во прашање Исус Христос, и кога е во прашање Свети Павле, тоа нему му значи, и отворено на крајот изрази поддршка за
соработка, за разбирање, за помош од секако вид. Се разбира дека јас го поканив да не посети, подсетувајќи го дека плоштадот не беше полн само со христијани, туку имаше припадници од сите религии, дека Ватикан бил и ќе биде голем фактор на диалогот меѓу цивилизациите. Председателке, дали се сретнавте евентуално со председателот на Бугарија Румен Радев? Изразивме, и јас изразив, и председателот Румен Радев, спремност за средба. Нема да дојде до таа средба. Обете делегации имаме агенда, меѓутоа рековме дека час поскоро во првиот можен момент ќе ја реализираме. Тоа можам да кажам за сега, само што излигувам од кај папата, туку што дознав дека сепак нема да дојде до средбата. Но останува спремноста и останува да се видиме.